Археолошкиот локалитет Калека и штипското село Крупиште се уште ја чува тајната за тоа дали на овие простори се напишани првите словенски букви. Од пронајдените наоди, со сигурност не може да се потврди дека токму овде е лоциран градот Равен, центар на Брегалничкото кнежество. Сепак последното археолошко откритие, камен каде што се напишани неколку букви од тајното писмо Глаголицата, се доволен доказ дека писменоста потекнува или се случувала во овие краеви. Ние пред 2 години истражувавме на локалитетот Крупиште на Педоапсидалната базилика и тамо ги пронајдовме, значи, оние докази Глаголицата, кои што неколку букви беа напишани на камен, тие стоат во нашата институција. После тоа тие истражувања направивме и проект кој што веќе е изготвен за конзервација на оваа црква, бидејќи ова е карактеристична со нејзината архитектура. За сега приказната за црвената црква и дека во Крупиште се наоѓал голем епископски центар, каде што Методи бил назначен за епископ, а Кирил ја напишал Глаголицата, ќе треба да почека подобри времиња. Изготвен е проект за конзервација. Пари, освен од Министерството за култура, ќе се барат и од странски фондации. Без соодветна сигнализација, тешко кој би можел да стигне до местото кое се наоѓа во оризните ниви. Значи се повеќе од 10 цркви во еден мал простор, меѓутоа ова е најспецифична и кога ќе се конзервира и кога сето тоа ќе се искомбинира со туристичката понуда, тогаш мислам дека ќе бидеме поатрактивни. Инаку во овој момент на вистина ние и да сакаме да презентираме таква е состојбата, тоа се оризови полиња. Во чест на словенските просветители во Штип беа промовирани и 30 на црковни книги, од кои најстарата е напишана 1721 година.